градски стадион ќе играат Работнички и Македонија Ѓорче Петров. Да се приклучиме јас на Скопско дерби, локално дерби на два клуба кои биле шампиони на држава Македонија, фудбалски шампиони своевремено. Да не се гаѓаме со годините, значи зборуваме за клубови кои имаат свој минат труд, свој CV и свој рейтинг во македонскиот фудбал. Само нешто, публика. Јовановиќ, 14 Адем, 20 Клинтон, 33 Пецов, 70 Христов, резерви 92 Ефремов, 11 Марковски, 17 Златанов, 18 Томас, 21 Ветерски, 22 Ристовски, 30 Карера, 32 Тришич, 55 Чангаровски. Тренер на екипата Ѓорче Бован, представник на клубот Радичевски и Мирослав. Работнички наставува остриниот состав: 1 Василев, 3 Асани, 5 Ангелов, 7 Манелов, 8 Адем, 9 Рајков, 11 Кадриев, 23 Демири, 31 Имери, 33 Велковски, 44 Велич, резерви 12 Јакимов, 10 Алеј, 14 Бошнаков, 15 Николовски, 20 Исмели, 21 Десантос, 26 Димитриевски, 27 Фоча, 77 Жакру, 99 Елези. Тренер екипата Алпарслан Ерден, представник на клубот Монев Ненад. Главен судија на денешниот натпревар ќе биде Стојчевски Иво. Него ќе предлагат Петровски Гоце и Василевски Данијел. Четврт судија Ристовски Тоне, делегат натпревар Тишмановски Маријан, контролор Шуклер Благој. Ајде, брзи! Значи, не збораме за големината и за клубови. Збораме од Пелисте до Грција. Тој победа. Сега да го пуштам таму, ама ке беше на... Ја не сум тебе, Джиджи прв тем беше решил, така беше? Джиджи, бе. Еј, сварно гол, бе. Гледај, бе, за малце, бе. Видел? Викам, еден од најдобрите шпици што се го познаваат со Стојкови, и то официјално викам тоа. Ја као шпиц го кажувам. 1-0. Леле на линија фатиле. Кој промашува? Диви. Леле на линија фатиле. Тоа се појато да оди. Шути по-јако шути. Леле на линија фатиле, то не намерно. Со пети се фати не намерно. Не намерно, брат, тој пречеш купи. Мислам, не. Дека лобова шути требаше по-острike. Пустам да решам. Долтиш. Ќе се одбиеш од нови Шо ме пусти тока дека не ми отвара? Пате кој не се посичува на капитанин на Ѓорче? 6-та минута, второ полувреме, градско дерби, Работнички Македонија Ѓорче Петров, се уште мрежите мируваат 0-0. Она што
останува овде за нас и кога дојдовме, еве и вака некаде во финишот на самиот надпревар е скромната посетеност на две екипи кои биле шампиони на Македонија. А интересно е да се апострофира колку е добро организиран и колку сериозно работнички го работи ова што го работи во Првата лига. Еден податок кој вели дека картите се продаваат по 200 денари, секој може да купи карта и да влезе да го гледа работнички, и при тоа добива фискална сметка со картата која ги задоволува сите фискални стандарди на држава Република Македонија. Тоа само по себе покажува дека нема играчка. Од друга страна, се видовме блиц со поранешниот председател на работнички Драган Поповски, кој изворно информираше во контекст на нашата тема колку наши прволигаши се обесени или закачени на општинска или државна финансиска помош, да не речем општинска или државна цицка, и категорично тврдеше дека работнички во неговото 16 годишно управување со клубот, толку бил Поповски председател на клубот, па своевремено и после него Трифун Костовски, дека работнички нема добиено ни денар финансиска помош, било од општина Центар, било од држава Македонија, било од некоја друга државна институција или слично. Сите пари, целото издржување на клубот оди по негов терк со работење и создавање на приход кој потоа оди во расход. Да се вратиме и на играта, 0:0, по неколку шанси на двете страни, малце како да живна темпото во овие последни моменти, како и двете екипи да ја посакуваат победата. Работнички е во понезавидна ситуација со помалку бодови. А ова присуството на овој надпревар го искористивме за разговор со двајца поранешни фудбалери, две добро познати фудбалски имиња и репрезентативци на Македонија. Зборуваме за Илчо Наумовски, еден робусен, корпулентен фудбалер кој одигра доста надпревари за тимот на Македонија, за репрезентацијата, кој сега живее и работи во Австрија, и ќе слушнете од него како таму стојат работите, и она што е впечатливо се подготвува на, би рекол, автобиографска книга издадена на германски јазик за него, за неговите постигања во фудбалот, кој ќе биде промовирана на највисоко ниво некаде во декември во Виена. Најавени се присуство на Джовани Трапатони и Ханс Кранкел. Со нас беше и разговаравме со Аце Стојков, извореден фудбалер од генерацијата на славната генерација на Стомичка Беласица, исто така своевремено репрезентативец, член на селекцијата. Негово видување како за самиот надпревар и за други нешта, тоа ќе бидат издвоени емисии кои ќе бидат на YouTube каналот Дургутов.